Благодарам. Почитуван заменик министер, ќе почнам со една изјава, ваша изјава од вашата партија, не лично од вас. СДСМ, загадувањето на воздухот ќе се намали со смена на власта. 25 ноември 2016. Добро. Значи така, вие сте го изјавиле тоа. Вие постојано велите дека некој нешто кажал за Македонија, дека резултатите се видливи, но граѓаните не го чувствуваат тоа. Јас како пратеник кој што доаѓам од Тетово, ќе ве прашам, што направивте вие како влада за да го спречите масакарот со дивата сеча на падините на Попова шапка? Многу невладини организации од Тетово реагираа, до ден денеска немаме законски епилог по тоа што се случи на Попова шапка. Што направивте во врска со изјавата на Екогерила на ваша трибина во Тетово, дека им биле нудени одредени средства за да ги замолчат во врска со енормното загадување во Тетово? Никаков законски епилог нема од тоа. Може да си проверите слободно, да разлистате по весниците. Воедно, сакам да ве прашам јавно пред сите, дали само Југохром загадува во Република Македонија и дали само Југохром требаше да биде затворен? Што се случува и со другите загадувачи во Македонија? Еве конкретно да ве прашам за Тетово. Колку инспекции сте направиле? Колку пријави има подпишано? Колку пријави има поднесено? Каков е епилогот од тие пријави? Што се случи со изградбата на регионалната депонија? Немате одговор за тоа. И вие и јас сме биле на многу места каде што се одржале многу трибини, но за се останало че. Соодветно на тоа сакам да ве прашам, дали свесно оваа влада прави здравствен геноцид врз сопствените граѓани? Ќе ви кажам и аргументирано зошто. Ќе ви кажам и аргументирано зошто. Ова е за Тетово. За месец јануари, од 27 дена до сега, 20 дена имаме загадување над нормалата. Во просек 143 микрограми на кубен метар воздух. Тоа е здравствен геноцид врз сопствениот народ. Сакам да ви прочитам една анализа. На најголем удар од загадувањето се изложени жители на Скопје и Тетово. Се вели во соодветно испитување на Институтот за јавно здравје. Нивните студии покажуваат дека годишно во просек умираат 1205 луѓе во Скопје и 265 луѓе во Тетово како последица на канцерогениот воздух. Енормното аерозагадување чини 25 години од животот на секој човек во земјата. Затоа немој да се чудите зошто младите луѓе се заминуваат од овде. Дали знаете колку кратно се зголемува инциденцата за кардиоваскуларните заболувања, инциденцата на белодробните заболувања, колку кратно е зголемена инциденцата со канцерогените заболувања? А вие во вашата изјава кажавте СДСМ, загадувањето на воздухот ќе се намали со смената на власта. Ништо не направивте. Не е битно што ќе кажат меѓународните институции. Битно е каков квалитет на живот имаат граѓаните на Македонија. Благодарам.